си играл во влезот на куќата и по улицата минал еден убав старец со златни очила, кој чекал под наведна, подпирајќи се со бастун. Токму пред влезот на куќата бастунот му паднал. Клаудио учтиво го кренал, му го подал на старецот, на тој се насмевнал и рекол: Благодарам, сине, не ми треба. Ако ти треба, задржи го. Клаудио му рекол на старецот: И мене не ми треба, но сепак ќе го задржам. Старецот со насмевка на лицето си заминал. Клаудио не знае што да прави со бастунот и затоа го однел дома. Тој ја запрашал својата. Мамо, еден старец ми го даде овој бастун и јас не знам што да правам со него. Знаеш ли ти? Па, остави го каде печка, да ти ни потреба назима кога нема да имаме дрв. И Клаудио го направил тоа. Тој вечерал и легнал да спие. Во неговиот сон се јави убавиот старец. Тој му рекол: Сине, бастунот кој ти го дадов ја има силата. Тој може да ти исполни 5 желби. Но внимавај што ќе посакаш, бидејќи може да се случи и обратното. Клаудио се разбудил, целиот обриен со пот. Не можел да поверува што се случило. Веднаш дотечел до бастунот и ја кажал првата желба. Сакам да имам доволно пари за да ги купам сите играчки сладки во светот. Откако бастунот му исполнил желбата, на Клаудио му паднале зъбите од многу сладки. Што ќе правам сега? Ги изгадив сите мои зъби заради една желба. Оф, карете процет бастун. Клаудио веднаш го зел бастунот и неговата втора желба била: Сакам повторно да ми пораснат зъбите. Откако бастунот му исполнил и таа желба, му ги однел сите негови играчки. Потоа Клаудио се сетил на тоа што му го рекол дедото, дека ако посака желба која е бескорисна, ќе му се случи обратното. И тој веднаш ќе посака неговата трета желба. Да има мир и еднаквост во светот. И токму тоа се случило. Таа вечер, во неговиот сон повторно се јавил старецот. И тој му рекол: Сине, ти сам се сети за тоа што ти го реков. И затоа ќе бидеш награден за тоа. Другиот ден, кога се разбудил Клаудио, во собата имал и пари и играчки. Тој бил пресреќен. Неговата четврта желба била: Да им се помага на сите безпомошни. Кога излегол надвор, соседите кои постојано ги игнорирале бездомниците, им давале храна и пари. Клаудио бил пресреќен, но и малку тажен, бидејќи му останала уште една желба. Наредниот ден било време да искористи последната желба. Таа била: Оф, ја заборавив. Дали што ќе правам сега? Ми текна. Да има во светот да има само среќа, а не тага. Кога и таа желба му се остварила, старецот дошол на врата кај Клаудио и му рекол: Сине, твоите желби се исполнија. Сега е време некој друг да биде среќен. Но, господине, всушност, кој сте вие? Тоа треба да остане во Тоа треба да остане во тајна. Пријатно. Клаудио останал пред вратата, зачуден. Никогаш не дознал што се случило со старецот и со бастунот. Може би се уште исполнуваат желби, или пак никој повторно не видел.